Незаборавни приказни за патувањата низ непознатите светови на душата преку филозофските прашања со длабоки лични значења и доживување на низа разбранувани емотивни состојби. Синоќа во Гостивар беа промовирани првите две самостојни книги на Дијан Крстевски, збирката раскази Поглед кон небото и поетската збирка Луѓе без лице. Присутните на промоцијата можеа да уживаат во стиховите кои зборуваат за темната страна на живеењето, болката и страдањето, како и внатрешниот субјективен свет кој се случува во секој од нас, како и во музичката изведба на гостиварското Unknown Duo. Им слушам на овие часови, а тие ми слушат мене, како да се мои робови, како да сум јас нивен роб. Часовите минува, додека не чекам тебе. Заедно да чекаме. Времето мину, часовите се повторуваат. Часовите минуваат, а тишината се шири како зараза. Спијат во нашата постель. Часовите постојат, не стареат. Часовите за мене времето не го бројат. Исто како да не постојат. Часовите плаќаат. Ги отворам рано. Зборовите не значат ништо, ако се остане исто. Со нив не може да се измијат делата, како што дождот ги мие прозорците од нашиот стан. Зборовите не ми значат ништо, тие се само движење на твоите устни. Излетуваат од твојата душа празни, без значење и смисол, не носат ништо во себе. Моите зборови не ти значат ништо, ако не веруваш во нив. Ме гледаш како се обидувам, ме гледаш како се борам, но за тебе тоа не е ништо. Зборовите не ни значат ништо, без нив светот би останал ист, блед и сив секој ден. Зборовите се толку одвишни, немаат значење ни содржина. Не е вечност. Ако вечноста, тоа сум јас. Тогаш што да пробам со себе си. Кога времето ќе ги повлече сите, кога спомените ќе избедат, а сонот ќе се досонува. Кога сонцето ќе зајде за секогаш, кога ноќта ќе ми е во душата, а прибилото во очите, што ќе ми идуваш вечност. Мојата радост би била најголема, кога би можел дел од вечноста да ја подарам на светината, на иднината и на надежда. А за себе би ги значило спомени. Способноста да може... Ден се случи промоцијата која што веќе ја најавивме. Кажи ми, еве, првично, како се чувствуваш и како помина? Дали се исполнија твоите очекувања? Апсолутно, ова вечер е исполнување на голем дел од моите соништа. Промоцијата помина совршено, благодарејќи на голем број на пријатели, меѓу кои сте и Кис телевизија, ти, Сонја, Данче. Прекрасно беше. Не ми се допадна во еден дел од твојот говор, каде што велиш сигурно ќе ме запаметите како мрачен писател. Еве, ние лично не те доживуваме така, затоа што си дел од релативно поголем дел од нашите животи. Ќе се обидеш ли да го смениш тој мрачен стил на пишување, за да тагата не биде толку чест збор во твоите песни понатака? Ти ветувам, Сонче, дека следното дело, кој што би требало да биде роман, ќе биде малце поведро од овие две книги. И јас би сакал да пишувам за други работи, но ова е навистина голема инспирација, болката, тагата, страдањето, да не се повторувам. За понатаму веќе одговори на моето прашање, значи што да очекуваме, што е следно и кога отприлика би излегло од печат, за да се радуваме на уште една промоција. Следно нешто ќе биде нешто многу поразлично од овие две книги. Станува збор за роман, нема да го кажам насловот уште, би требало да излезе кон почетокот на наредната година. Може би ги симна луѓето своите маски, го виде нивното вистинско лице, па во романот ќе пишуваш за нив. Драго ми што вечера бев обкружен со луѓе кои што немаа маски. Тие со маски
си останаа дома оваа вечер. Ама затоа имаше такви кои што имаш шминки на нив. Да, добро, тоа разубавувањето е, да, прифатливо. Се шегувам, благодарам Дијан за одвоеното време, ти посакувам уште многу вакви промоции во иднина и секако се гледаме на промоцијата на твојот роман што поскоро. Ти благодарам, Сонче. It's getting dark, I see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Поглед кон небото е прво самостојно прозно дело на Дијан Крстевски. Книгата е во издание на Сдруженијето за наука и култура Нова од Битола, објавена преку награден конкурс. Луѓе без лице пак е во издание на Дата Песнопој од Битола. Авторот за оваа книга се закити со наградата Книжевен светилник. Дијан е роден во Скопје на 12 февруари 1986 година. Има дипломирано македонски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет во Тетово и психологија на Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Со пишување се занимава повеќе години. Неговите песни и раскази се објавувани во многу дела на групи автори. Освен пишувањето, неговата голема љубов е и сликањето и фотографирањето. Медиумски покровител на промоцијата беше телевизија КИС Тетово.